го поддржувам доктор Митко Тилевски за градоначалник на Охрид, меѓу другото и затоа што е вистински љубител на културата, влюбеник и поддржувач на театарот. Неговиот осет за препознавање и избирање на квалитетни, квалификувани кадри и искусни во институцијата што доскоро ја раководеше, гарантира дека тој со неговото искуство за градење тим ќе ангажира и екипира стручни, квалификувани тимови со кои успешно ќе ги спроведува проектите од неговата програма. Во интерес на националните установи од областа на културата и нивните содржини и манифестации, како што се, например, реномираниот меѓународен фестивал Охридско лето и Охридскиот театар, во интерес на нивните уметници и публика, во интерес на самостојните уметници од Охрид и пред се во интерес на граѓаните на Охрид, доктор Митко Тилевски како градоначалник ќе се застапува за надминување на долгорочниот проблем на недостаток и застареност на културната инфраструктура во градот. Тука пред се мислам на напорите и заложбите Охрид, што поскоро да добие нова, современа театарска зграда и мултифункционален објект за создавање и прикажување на дела и настани од областа на живата култура. Мене, како актер и театарски работник, на моите колеги, културни работници и на охридската публика, ние веќе смачено одамна да учествуваме во културни и уметнички настани што се реализираат во субстандардни услови, особено во зимскиот период. Ке речете дека ова би требало да е проект на владата. Тоа и беше проект на претходната влада, кој беше усвоен и беше во напредна фаза кон реализација пред да биде поништен со одлука на актуелната власт. Што сиот процес го врати наназад најмалку за 3 години. Јас, како културен и театарски работник, гледам во ВМРО ДПМНЕ и доктор Митко Тилевски искрени партнери во културата, луѓе од збор, и знам дека Митко Тилевски ќе ги застапува потребите и интересите на охридските културни работници и охридската публика. Имајќи го предвид ова, како и фактот дека туризмот е главната економска гранка во Охрид, управувањето на доктор Тилевски со градот и општината ветува почеток на една нова ера во грижата за културниот идентитет, заштитата, промоцијата и користењето на културата, културното и природното наследство како ресурси за проширување и збогатување на постоечката туристичка понуда на градот. Секогаш работа, секогаш Македонија. Заокружи број 13.